Ви благодарам, почитувани колеги, почитувана заменичке. Со она што ни го кажавте како образложение, поради кое што не се прифаќа нашиот амандман, јас ќе се сложев доколку се работеше за амандман кој што се однесува, например, на некоја друга општина во Република Македонија, меѓутоа не и на општина Охрид. Почитувана заменичке, почитувани колеги пратеници, јас се надевам дека овој пат вие, како одговорни, како сериозни пратеници, ќе одите против она што го кажа заменичката министарка, односно вашиот став при гласањето ќе биде различен од она што го кажа како став и како образложение почитуваната заменичка министарка за финансии, бидејќи како што кажав, иако нејзиното образложение е точно, тоа е така, меѓутоа, колеги пратеници, се работи за Охрид. Се работи за средства кои што како држава, вие како влада, еве со наша помош, ние како пратеници неопходно е да ги обезбедиме, и тоа во овој буџет за следната година, па макар тоа било на сметка на сите останати дупови кои што ги финансира Министерството за транспорт. Ние како што сме информирани како пратеници, во Министерството за транспорт постои ставка од каде што конкурираат општините и владата, односно Министерството за финансии, врз основа на тоа што ќе го достават, им обезбедува средства, значи им помага на некој начин на општините за изработка на одредени детални урбанистички планови. Нашиот предлог е целиот овој фонд, почитувана заменички, почитувани колеги, сите општини да се жртвуваат на некој начин за доброто на Охрид, сите овие средства да бидат наменети за да се изработат 19 урбани комплекси, да се изработат овие планови, затоа што, почитувани колеги пратеници, од тоа зависи дали ние ќе го задржиме статусот на Охрид како заштитено подрачје под УНЕСКО. Затоа велам дека не се работи за било која општина, ова е исклучителен случај и ние како пратеници имаме можноста да интервенираме во буџетот, доколку сумата е премногу висока, затоа што ние предвидуваме во оваа сума да се изработи потребната планска документација за крајбрежниот појас. Јас предлагам или може да прифатиме да се видоизмени сумата. Не знам точно колку изнесува фондот со кој што располага Министерството за транспорт и врски, кој што фонд се однесува на сите општини во Република Македонија. Меѓутоа, јас сметам дека не постои градоначалник, не постои човек во Република Македонија кој што нема да прифати една година да се жртвува, да не конкурира ниту една друга општина, за да се обезбедат овие средства. Вие, почитувани колеги, вашата влада се заложи дека до февруари ќе ги исполни препораките на УНЕСКО за ние како држава, ние како Република Македонија да го задржиме статусот на нашето единствено подрачје, Струшко-Охридскиот регион, кое што е заштитено под УНЕСКО. Ние немаме во Република Македонија друго заштитено подрачје на ваков начин. Од она што вие, колеги пратеници, го гласавте како заклучоци на надзорната расправа, која што беше организирана и завршена од страна на Комисијата за култура, вие ги гласавте заклучоците каде што се бара подитно од владата да обезбеди средства за изработка на овие дупови. Ова се големи финансиски средства кои што реално општината, и ние сите се согласивме со тоа, не може сама да ги обезбеди. Затоа јас барам од вас да го почитувате она што вие како пратеници сте го гласале. Ние наложивме на владата да обезбеди средства за да се изработат овие дупови. Владата не обезбедува средства
еве ние сме тука, бидејќи вие сте го гласале тоа како пратеници, да ја поправиме таа неправда и да обезбедиме средства за да може Охрид да го задржи статусот на заштитено подрачје под УНЕСКО. Ние сме сведоци дека беа одбиени и амандманите од наша страна со кои што баравме дополнителни средства за да се заокружи колекторскиот систем, кое што е исто така една од препораките и кои што ние до февруари мора да ги исполниме. Ако и од законодавниот дом имаме игнорантски однос кон овој проблем, како што има владата, јас ви гарантирам дека во февруари Охрид ќе се најде на листата на заштитено на културно и природно наследство во опасност. Сега, ако размислувам во една друга насока, јас би рекла дека можеби тоа ќе биде и добро. Затоа што во тој случај ќе добиеме експертска помош од странство, односно ќе добиеме експертска помош од УНЕСКО. Затоа што сведоци сме дека после едното одложување, владата и понатаму не презема мерки кои што одат во насока на исполнување на препораките кои што УНЕСКО ги наложи да се исполнат и ни даде дополнителна шанса да се исполнат до февруари. Ова е една од клучните препораки. Без изработка на детални урбанистички планови за 19 урбани комплекси кои што се дел од споменичната целина, не може да се направи прецизно инвентаризација на она што значи дека е заштитено во старото градско јадро на Охрид и да се направи тој инвентар на она што треба да се сруши, а што не. Некои работи не одат едно без друго. Така да вие само навидум, односно владата, оддава впечаток дека нешто работи, меѓутоа доколку не се следат постапките, онака како што треба да се одвиваат работите, на крај ние повторно во февруари ќе се соочиме со можноста Охрид да биде ставен на листата на подрачја кои што се загрозени. Затоа, колеги пратеници, апелирам уште еднаш да го преиспитате вашиот став, вашиот однос кон она што значи заштита на културно наследство, вашиот однос кон тоа што значи да имаме едно нешто кое што е заштитено под УНЕСКО. Не две, не три, не пет, едно е. И што значи ние како пратеници да имаме алатка со која што ќе помогнеме на општина Охрид да исполни барем една од препораките кои што упорно како влада како Министерство за култура се игнорираат. Ве замолувам уште еднаш за поддршка на овој амандман, затоа што сметам дека е од исклучително значење и дека во 2020 година никој нема, верувајте, никој нема да ви најде за зло што сите овие средства ќе бидат наменети само за општина Охрид. Благодарам.